Постојат три основни закони за движењето, откриени од англискиот математичар и научник Исак Њутон во 17. век. Во ова видео ќе го опишеме и користиме третиот Њутонов закон за движење. Третиот закон за движење вели дека за секоја акција постои еднаква и спротивна по насока реакција. Например, пливачката го турка ѕидот со стапалата и забрзува во насока обратна на насоката на туркањето. Ѕидот дејствува на пливачката со еднаква, спротивставена сила. Силите се еднакви во магнитуда или јачина, но со спротивставени насоки. Силите се секогаш во пар, акција и реакција. И често е нејасно каде е втората сила. Замисли некој кој седи на стол. Најголем дел од луѓето мислат на надолната сила на тежината, но не ја земаат предвид силата на столот која дејствува врз човекот. Лесно е да ја забележиш оваа сила на реакција ако седнеш на трамполина наместо на стол. Сепак, има всушност два пара сили кои дејствуваат овде. Тежината на човекот е балансирана со силата со која тој ја привлекува земјата. Тој не паѓа во центарот на земјата поради нагорната сила од трамполината или столот, која е компензирана со силата со која тој го притиска столот. Силите се со еднаква магнитуда или големина, но со обратна насока. Или замисли дека туркаш книга врз маса со константна брзина. Силата која ја турка книгата дејствува надесно. Силата на триење се спротивставува на ова и дејствува на лево. Стрелките на векторите се со иста должина бидејќи магнитудите на силите се еднакви. Има друг пар хоризонтални сили кој дејствува овде. Книгата се обидува да ја влече масата за време на нејзиното движење надесно. Но масата останува на место поради спротивставената сила на триење која дејствува каде што ногарките на масата го допираат подот. И не смееме да го заборавиме парот на вертикални сили кои дејствуваат овде. Тежината на книгата врз масата и нагорната реактивна сила од масата врз книгата. Сега замисли мотор на ракета во Вселената. Врели гасови се исфрлени наназад. Ракетата ги турка жешките гасови, а гасовите дејствуваат на ракетата со сила која ја забрзува. За време на полетувањето има друг пар на сили помеѓу ракетата и земјата, како што видовме претходно со столот и книгата. Значи сега има две сили врз ракетата. Ако силата од гасовите е поголема од тежината на ракетата, тогаш таа ќе полета. Многу луѓе знаат дека кога се пука со пушка има повратен удар. Повратниот удар произлегува од парот на сили на акција и реакција. Експлозијата на барут произведува врели гасови кои се прошируваат нанадвор, што прави пушката да го притиска куршумот напред. Во согласност со третиот Њутонов закон на движење, куршумот ја притиска пушката наназад. Забрзувањето на пушката која се враќа наназад е А. Поголемо од забрзувањето на куршумот, Б. Помало од забрзувањето на куршумот, или В. Еднакво на забрзувањето на куршумот. Паузирај го видеото додека размислуваш. Одговорот е Б. Силата врз пушката е еднаква на силата врз куршумот, но забрзувањето зависи и од силата и од масата. Куршумот има поголемо забрзување затоа што има помала маса. Запомни, забрзувањето и масата се обратно пропорционални. Сега знаеш како се применува третиот Њутонов закон. Македонската адаптација на ова видео е поддржана од Фармахем. Доколку ти се допадна видеово, сподели го со другарчињата. За повеќе интересни содржини посети ја нашата веб страница naukazadeca.mk.